Драги гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на Демократски импулс. Вонредно специјално издание заради тоа што ви ги прикажуваме кандидатите за градоначалници и советници на политичката партија Демократи. Денеска имаме носител на советничка листа на општина Битола, господинот Драги Талевски. Добре дојдовте и чувствувате се како дома во наше студио. Добре ве најдов, јас сум Драги Талевски од Битола, носител на советничката листа на Демократи. Најнапред сакам да ве запрашам еве токму ова што вие започнавте, но не продолживте, а тоа е да се представите така малце повеќе за да ве дознати тие луѓе што не ве знаат. Па добро, тие што ме знаат кој сум, што сум, иначе по струка сум сточарски инженер, за жал не вработен како многу други, така и јас. Цел живот се снаоѓам како умеам и знам. Колку искуство имате така на каде живеете во Битола, малку повеќе така за вас? Па искуство мислам. Фамилиарен човек си претпоставувам. Да, фамилиарен, татко на две деца, имам ќерка и син. Ќерка ми е мажена, син ми уште не е женет, 27 години е. Живеам во еден од побаите делој, го викаме Маџар Мале, во горниот дел на Битола, на излезо од Битола, преуба локација. Битола како Битола премногу ја сакаме и затоа сме и уште тука. Па еве, затоа сакаме да поможеме и на граѓаните да излезат од ова бездна, ова криза што е створена 30 и кусур години. Така. Спомнавте сточарски инженери и кажавте за жал. Зошто баш за жал? Тоа е прекрасна професија, една не е. Во ред. Прво не остана. На времето кај нас имаше, мој години, јас кога студирав, имаше преку 2 милиони овци. Сега дали има 2000. Прво, на кој ќе му бидиш инженер? Треба да има стока, а не остана стока многу. Се испустија. Дали од сточарството, што е една од најважните гранки, барем во Битолскиот дел Пелагон има премногу за да може да ги одржава, дали од крави, дали свињи, дали овци. Се е испустено. Али како професија јас многу ја сакав, а за жал не успеав да се вработам. И тогаш, како сега исто, тој тогаш беше со врски, мада тој дел, тогаш кога завршив јас, имаше некоја распредел во тоа бивша Југославија. Дојдов на некој ред, требаше да се вработам, а пошто се распадна Југославија и останав така, како 20-30 требаше да бидам запослен, некој пред мене што беа се запослија, а премногу ја сакав таа и затоа ја одбрав таа струка. Не е дека не е лесна, секоја е тешка, со стока нарочито занимаваше тешка. Сега во моментов работите трговија, ако ве сватив, и како сте задоволни од животот во Битола, од стандардот со тоа што го работите? Стандардот никаков. Од животот сум задоволен, и сум способен сам да обстанам. Не барам помош од никој, немам ни од никој, па ни како не вработен, цел живот се борев со жената, децата мали, сам ги школував, сам ги учев, па и факултети завршија, сите работи. Иначе, индивидуално, секој човек способен што може да изваи пари, може ќе изваи, на секој начин. Не е битно дали ова работам професија како инженер или како шофер или било како. Али овие досега што беа, сите мислам дека сте неспособни за тоа да до политика. Тие во приватниот живот ништо не успеале. Па да направат и сега преку политиката идат тие да направат нешто некоја кариера. Тие не прават кариера, идат за лични потреби да извадат некој динар само за себе. А иначе јас лично презадоволен сум. И од работата, со минимални средства сум работел, со поштење. Дали, например, сте имале некакви сопки од општината во однос на вашата професија сегашна, што работите со трговија? Да, цел живот. Па, мислам дека во оваа кариера, да не кажам во години, ако не сум премногу стар, има премногу искуство, што вели еден можеш да направиш Библија. Дали по граници, дали по пазари. Ме третира како најголем злочинец. Борам лично за мојата професија, што ја работам сега, и секоја професија, ако работиш со ќеф, имаш успех. Не можеш да немаш успех. Оти работиш почнено, честно и без лакоменост. Колку да обстанеш. Па мислам дека за овие години грубо земено од 50 до 100.000 евра ми има штета на оваа држава.
Дали преку пазари, дали преку граници, дали преку рекет што ни праја на граница, ќе ни ја земе робата, ќе дај штуку пари, па да ти ја вратиме робата. Па по пазари продава, па ми ја земаја робата, па на студој ме даваја. Што не ми праја? И најпоследно, најштетно сега што е, барем за мојата професија, и затоа дојдов овде, за да го искажам тоа, како граѓани, ни се страмам, ни се плашам, ни од тоа што го работам, ни тие. Тие треба да се страмат од тоа што го прат. Идат, ми кажува закони, ќе одиш, ќе продаваш долу, кај спортската, ќе одиш горе, ме тргаат мене, носат друг. Да не наблегувам во таа тема, се поќе опширно, да зборам само за лични работи. Ако, слободно. Да. Значи, има нивни и ваши. Ве тргаат вас, става... Да, има луѓе што се помојтни, да речеме со мито, и тоа да го кажам. Ќе му да тоа дрена стума, ќе те тргни, тебе ќе прода тука. Ти овде сметаш, онде не сметаш. Овде смеш да продаш, онде не смеш. И најсмешно, најглупо нешто, ми се случи пред месец дена, или не смеш да отвориш чадор. И му добро, овие тендите од кафичите, то не е чадор. Во друга форма, тие незаконски се тендите клаени. А тој, што сум јас како покретно, не сум смел тие за 5 сати 6 што ќе седам на 50 степени, него тој не те гледа како човек, тој те гледа како предмет. Едноставно му сметаш. И со тоа што му го збораш, ним ги врејаш. А те прави малумен, будала те прави. Мудам добро, нормално, ми вика полиција, ти се заканува, ќе дом, ќе ти ја зем робата. И не само кај мене, тоа ред на други работи. Така, кажете, вашата мотивација за да влезете во политиката како советник? Ова е мотивацијата. Носител на листа. Мотивацијата ова. Пред се, чупето веќе ми замина во странство, не ќе ми син ми да го изгубам. Не ќе да се понашат како да е, зборам лично за Битола, не зборам. Тие мислат дека Битола нивно е, дека широк се дека нивни, тие може да прашат што сакат. А тие се дојдени со една цел сам да оплячкат, да опустошат Битола. Ништо друго. А мислат дека прат, ништо не прат. Само ишетат костумите угору-удулу, мислат дека прат нешто. Па порано и кој имаше горачалници, па не знае ни кај Широксока. Јас лично преку 40 години сум на Широксока и скоро сите ме знаат, ама знаат дека поштено, дали на сонце, дали на дош, сум седел, сум вадел пари. То било нечесно, нема срамота во една работа. Затоа сум дојден во ова партија, да направиме нешто и години сме со ние, со Јорго Огнјановски председател, ова го ни требаше доволно, мислам сме доволно јаки сега, силни, за да ги турниме, за да дојме ние. Ние не му обеќаваме, не му кажаме, вака ќе правиме, ова ќе биде, онај ќе биде, онај ќе биде. Ќе се видат резултатите кои ќе ги направиме. Кои се вредностите би ве запрашал како човек што ги поседувате врз основа на што да ви дадат довербата како советник битолчани? Па, тие што ме знаат, честност, поштеност, работливоста, способноста, што дека можеш да направиш нешто. Ти ко можеш ништо да направиш, па зашто да не направиш со поголем луѓе или во советот кој ќе дојде. Да направиме поќе, а не да решават советот едно, а градоначалниците секретари да извршуваат другата работа. То треба едно по друго, треба советот да реши, па градоначалникот да извршува. Или ние ако го направиме нешто да го решиме на советот дека вака тој ќе се дојси, тој ќе се гради, тој ќе се прави, па тој да го како сега што прат. Советот дојсува едно, а тие си прат што сакат. Со едноставно една врста рекет тие си прат. Со тие тендери, мендери што ги бидат, само ним да затоа тие сакат пак повторно да дојдат. А до кога така? Па веќе цел народ, цела Битола се испразне. Битола беше град невиден. Да шеташ, да ти е кеф да шеташ. Не гледаме дали лете и зиме. Јас сум шетал на минус 30, имаше луѓе. Сега на плюс 40 човек нема. Тоа е вештачки што се туристите, или што имаме дневно од 500 до 1000 души што имаме туристи што идат од Турција. Ние самите битолчани не знаеме да ги задржиме. Ги пуштаме во Охрид тие пари, па тоа е голема слубаве. И јандици евра се. Таму да јаделе, таму да пиеле, идат кататурк за 2 евра, 3 евра што ќе остат ова. Тоа е чист промаш на градоначалниците и на совет. Зошто ги оставаш тие туристи, тие и јандици? Господине драги, колку е важна улогата на еден советник, еве носител на листа сте, еден советник во општината, во една општина. Знаеме сите дека без да се изгласа тоа од советниците не може градоначалникот ништо.
Како ќе Да, до сега, до нивното. Ако дојдеме ние да ги победиме, тоа ќе биде друго. Ние ќе го решаваме тоа на Советот и тоа да се спроведи. А до сега беше обратно. Едно Советот решават, друго се спроведува. Значи ништо од тоа. Значи тој Совет жабе постоел толку години. И не беше Советот толку како на сегашната власт други партии. Тие си едноставно си работеа по нивно, а нема кој да ги казни. во Битола тоа така, Советот едно Па се јас решава. така гледам, така кажам, и тоа го гледам и директ на мене се спроведува. Дали преку мојата работа, дали преку другите, јас не гледам нешто. Вели правиме, шо правиш, ти правиш улици, тоа е нормална работа. Исто ако на фамилија му велиш на децата, јас све ранам. Не треба да ве храни, само храна да ви дам. Треба да му купиш облека, треба да го прошеташ, да ова, она. Не е само тоа. Ти мисли дека нешто прат, ништо не прат. Една улица прави 2 години, 3 години, не е битно. Кај му се другите работи, кај му се градинките, кај му е ова, кај му е она. Сега имаш една анкета, ќе му даваме на децата школски прибор. Што ќе му деш? Моливи, гуми, дај му храна, дај му оброк на тие деца таму. Тоа да направиш нешто, градинки. Па бито да се чека по 2, по 3 години, тоа треба да имаш врски, па да те примат во градинки. Па не е некоја голема финансија ти да направиш градинки 5-6, па да ги прибери сите деца. И децата едноставно ги чуват по старите внуците, децата си ги чуват баби, дедовци, така обстануват. Ево јас доаѓам меѓу другото од светот на животните. Дали имате на пример некаков план, некој проект, нешто што би го предложиле можеби за зоолошката во Битола? Стално ги имам тоа зборон и на порешите што беа. Да се гледа. Не само зоолошка да друга. Имаме ние толку туку БКФ, јас сум бил во поќе држави. Она може да се направи чудо нешто. Па мислам дека со 500, 600 до милион евра максимум, Тумбе кафе може да се направи чудо нешто. Дневно да има по 5, по 6 илјади. Од кафаните, старите кафани што беа, а зоолошката уште од 45 од Хитлер уште нема никакви ништо. Уште со старите, нема што да јадат тие. Исто со еден приватник во странство има поќе зоолошка поголема со бил во Франкфурт. Франкфурт, ова ти го кажам пред години, па да не можеш да ја доодиш. Не само зоолошката, ако зоолошка да, ама да се направат објекти, преку летото имаше кафани, па свирки, па Павле Вујсич има еден од тука снимено филмови, тоа беше чудо Тумбе кафе. Еден голем поим што му е промаршено, па трим патеки, па за трчање, што не може да се направи? Спомнавте демократи. Така и ве најавив. Да. Зошто партијата демократи, што Демократи, видовте? самиот збор, слобода. Тоа јас, например, што го практикувам цел живот и пред тоа нагласив, слободата да има човекот најбитна е. Не ти мене да ме присилуваш, јас дидам кај тебе на работа, ти да ме уценуваш. Тоа не е слобода. Затоа демократи, да имаш што сакаш да правиш самиот да управуваш, а не другите да ти не радуваат. Например, ако добиме ние демократи власта во Битола и сега дозгора тој ќе ме провоцира мене да ми речи на власта на државата е во нас и ние не ви даваме доволно пари и средства вие да правите. Не, ние сами ќе го направиме. Тие не ни требат нас. Може ми и болници, може ми и градинки да се изградиме. Зошто Битола е уништена? Нема никакво здравство, катастрофа е. Не може да одиш да се оперираш. Одиме по другите градови да се оперираме. Тоа е најтажното, најболното нешто во цела држава, не само во Битола. Постои ли нешто што политичката партија демократи се разликуваат од се разликуваат од останатите политички партии? По све. Прво, независимо никој не молиме никој. Тоа е, мислам, најбитното нешто што ние нема да ги молиме ние. Тие, да речеме, во власт, ако добиме на општинско ниво, ние како партија да добиваме Битола, нема што да ги молиме. Ние се работиме со нашите средства, со нашите услови. Доволно имаме средства, како што ти нагласив. Со Ататурк, тоа се милионски суми ако издрачиш на годишно ниво. Само во влезо. Ами кај се тука хотелите, кај се рестораните, па иде турчин за да дој, па му треба најмалце 100 евра. Ти издрачуваш дека дневно идат 530, тоа е 15.000. Која е таа цифра на дневна, па кај е месечна, па е годишна. Тоа се милионски суми. Тие ќе останат пари во Битола. Нас не ни треба власт од озгора да ни решава ние со тие пари што ќе правиме ние. Тие се мои пари, како јас во фамилијата. Не можеш друг да ми раководи што да правам со моите пари. Од започеток се доволни тие пари да ја крениме Битола, да му вратиме сјајо.
Ова не е битола, ова не е широк сак, тесен столка го направи. И тие луѓе што врват не ги бери, толку што е тесен пато направи. Каква е вашата визија за битола? Како ја гледате, например, вие битола, вака спомнавте како не ја сакате, каква е сега? Каква би требало да биде според вас, каква можеби и порано ви се допаѓала, како била па порано, дали би вратиле нешто од минатото во овој град? Да, едно најжално што не можем да ги вратиме младите што ни избега. Да ги спречиме да одат понатаму. Тој ќе били најголемата добивка на партијата, да сите, да му отвориме работни места, децата да се вработат тука. Зошто да одат? Зошто да ги уцнеме, ќе дајме тебе 30.000, 30 има нормален човек, во битола има пензии што земат по 60.000. Дали во една нормална држава има плата поголема од пензија? Во ние на ненормална, освен кај наша ненормална држава има толку има. 60.000 плата. Кој ќе му даеш ти на работник, кој ќе го стимулираш, битола може да се врати сјајо. Може, зошто да не? Луѓето сме тие, ние сакаме битола. Еве јас сум 60 годишен битолчен. Си ја сакам битола. И никој пат не помислив, али сега сум приморан. Децата не можам да ги додржам. Сакат да створат фамилија. Сакат ова, сакат, зато ни бега. Имам уште еден син, би сакал и тој да остане тука, да твориме, да направиме нешто за битола. Значи, вашата мисија за да се приклучите во политиката како советник како носител на советничка листа на партијата Демократија, да ги задржите младите во битола? Па тоа е најбажно. Кој ќе ги задржиме автоматски младите, тие тука ќе се жена, ќе се мажат, автоматски пак ќе се врати. Може нема да го вратиме сјајо во тие години 60-тите, 70-тите, 80-тите години што ги памтиме како беше битола, пак можеме да ги задржиме. Дали преку спорт, дали преку ова, преку она да се отворат други работи, а не само ќе направиме, ќе биде ова, ќе биде она, нема да биде. Го правиме и готово. Има ти велам доволно средства, доволно влегват во општината пари и уште ќе влегват за да може да обстане. Нема ние потреба да завршим, да живееме, да зависиме од државата. Тада ни дозволела, тада ни дала одобрење, чекале од битола ври од кучина. Има 200.000 евра дајно за овие години има 200.000 евра дајно за каснати кучини. Му велиш, абе зошто му велиш ова? Тие што да му правиме? Кафези направиле, требало одобрење да му дозгора да му пуштеле одобрење. Зошто одобрење? Сам направи готово. Не треба да знае цела држава ти шо преш како преш во градо. Направи си го тука и готово. И за еден градоначалник да избрат. Не треба ти да ми даваш мене мито пари да гласам за тебе. Ти кој ќе си добар, кој ќе дрени, сами ние ќе те бараме како градоначалник. Зато ние идиме, сакаме демократи да дојдеме за по 2, по 3, по 4 години да речете овие сварно направија, сварно и не треба тогаш те да даваме ние огласи, ова ќе биде, сами ќе те гласат граѓаните, кој ќе си добар, способен, секој ќе те бара. А ние зошто го со горчење? Јас мислиш лично ги мразнам, овие или прошлите? Не. Лично тие само за интерес идат. Јас ја ви му поставам прашањето на овие сегашните или тие што направиле во текот на тие 60 години? Што направиле? Што постигнале приватно? Кога дошле на власт, кога дошле градоначалници, секретари, сега клават капитали. Чека бе како? Чисти ко соза, се тендерче мендерче, овде пари, онде пари. Не може така бе. Значи тие се неспособни. Јас ги рачувам за неспособни луѓе што не ги бидва. Ние се осеќаме способни, зато со Јорго Огненовски и другите советници да го постигнеме, да го направиме. Па постем самиот народ ќе каже, сварно вредевте, ве молам, битолчани, еднаш станете, спротивставете му се. Оти ова ќе тони, ќе пропаѓа и битола и државата и општо. И тони години уназад. Кандидат за градоначалник на општина Битола ви е господинот Јорго Огненовски, председателот на вашата партија Демократи. Што би направили, што би промениле вие во советот, вие двајца, доколку влезете, доколку он стане градоначалник, а вие советник? Дали нешто би се сменило во тоа што е денеска, например, сега? 100%. Нема ништо од тоа да стане. Нема, ова ќе гласаш, ова ќе преш. Ние ќе правиме. Нема само да гласаме, да крајаме раце, да вака ќе направиме. Самото дело ќе покаже со самата работа. Како што ти реков, прво и загадувањето. До кога ќе не труја? До кога? Тие работи 50 години, 60 филтри не клали никој пат. Пред тој ќе спречиме. Јас сум инженер. Тој отпад, тоа загадување што паѓа на тревата,
па го паси кравата, кокошката, свињата, па то месо се преработува, па по том млеко има бактерии бе. Па затоа се тие карциноми што ги имаме ние во битола. Не знам колку знаете, вие за битола карциномите се 90%, јас имам случај со брат ми. Карцином имаше исто тој. И ми рекол во странство дали има во близина рудник. Тој откажне од странство дека во битола имало рудник. Тоа е првен тие работи да се санират, после да се направи нешто, како прво најобично здравството, па да се отворат градинки, па училиште, па спортски објекти, прат објекти, уште 6 милиони, 7 милиони, не знам колку коштава трибината. Преку 140-150 милиони кои се на власт во битола се потрошени. Кај се тие пари? Нигде не се навидел. Зато ние сакаме да дојме, да ги оправдаме тие пари. Тука се, не направени само, ова ќе го дам, ти ќе ми даеш толку пари, тој ќе биде тендерче, јас да работам, ти ова, чисти ко солза. Не можеш да докажеш дека ти краделе. Пикече, ти подала си, како си, кај ма краде, нигде. И направиле трибина, фудбал немаме ние. Тој ни го интересира дека во Пелистер до вчера беше втора лига, или ова, и му финансира по 200, по 300, по 500.000 евра, му дава. Тие пари нема да бега така. Барем за нашата партија кој ќе дојде. Затоа сакаме да дојдеме со Јорго Огненовски, со другите советници. Но како што велите, работи што веќе се направени, што велите дека се штетни за битолчани, што добиваат болести и така натак. Дали тие работи може да се спречат, да ги запрете например? Дали имате некои информации дека може нешто да се направи околу тој дел? То може нормално. Со рек битоа, како што спомнавте, например. Да, може. Филтери се клават сега, еве Грција ги има 14 термоцентрали, ама секојаш има филтер. Та филтерница не сме тој отпад да паѓа за да го дишиме ние. И ред други топлификација ќе прави, ова ќе прави. Тоа требаше пред 30-40 години, а никој на тоа не гледаше. Дали програмата ја имате направено, докај вие ја правите? Да, повеќето е направено, имаме програма, само сега уште да победиме, мислам дека ќе биде и реализирана. Не обеќаваме, не ќе правиме вака, ќе се види на само дело. Има некои опции, дали би ни спомнале некој дел, некој ваш проект од програмата што би го направиле вие луѓето битолчани да видат? Па еве, кој што ви рековме, ова ќе биде најбитно, да речеме чисто за, кој што рековте вие за тубекав. Чиста битола. Чиста битола, да си чист. Депонија, сега сака тоа да не би депонија битола, како што беше. Некои 3 најважни проекти вака што ги имате направено, што ги имате напишано дека ќе ги правите, можете да ни... Проектот најбитен е со градинките да се реши проблема, да се отворат повеќе градинки. Вториот е да се здравството, болницата е катастрофа. Најбитно, тоа е најбитно, мислам, за секој граѓанин, за секој. Како да може да влезеш натре, нема апарати, не работи ова, не работи она, доста доктори ни избегаја. Мислам дека тоа треба да го направиме најбитното, здравството. Па после се тие помалите ќе ги проекти ќе реализираме. Например, за младите битолчани, дали имате нешто да ги задржите да останат во Битола? Пошто има многу иселено. Да, па еве, како што ти реков, и самиот син. Прво треба да му даеш инспирација. А инспирацијата е пари. Да отвориме фабрики што се останати од бивша Југославија, да му се дај пари за да може да обстанат тука, а не со 20-30 илјади како сега. Тоа е социјална помош. Поти како што гледате, пензите се толку. Не може пензионери и работник исто да зема. Да се отворат некои фабрики што имаме објекти, што може да се реконструират и да почнат пак да работат и тие што се да обстанат тука младите. Кучињата ги спомнавте, може би направи некој стационар за кучиња, како што спомнавте, немам потреба од дозвола од државата? Да, стационар направи, ама не се реализира. Оставени се. Мене лично 2 пати, јас сум љубител на природата, 2 пати ми имат нападнат. Јас сакам кучиња, сум имал. Не сум да решиш некој што мрази. Сакам, сум имал дома, што не сум имал. Дур беа децата мали. Стационар мора да се направи. Не може, јас што велам вака. Ама вели неќите кучиња вие, не неќиме кучиња. Сакаме. Ама зошто вие љубители кои сте на кучиња, сепак тој што неќе кучиња неќе, не чува, така?
А тој што ја љубите, тој ги пушта. Значи пак вие ги пуштате. И зошто викате пограѓајте, вие ги неќете ги тепате, не ги тепа. Па не, колку пати летово обитола има примери, дете тука касната на аркадата, нападнати. И одат му дават тенде, му дават одат Значи пари. пари на ти 50.000, на ти 50.000. Зашо? Ти ведам, преку 200.000 евра е дајано само за тие. Мора се најтие, не е некој проблем, колку сте тие 100-200 кучина се наоѓа. Се наоѓа. И во Залошката има горе кафези. Имаме и долу направени кафези сега моментално, ама не гледам кучина да се тргнати, пак ги има истите. Сакате да кажете дека поисплатливо на општината е да направи еден стационар, Да. отколку да ги Фала Богу. да плаќа за Точно, 100-200 кучина може да ги одгледува и да плаќаме ние со нашите средства од општината. И ред како други што рече да ги задржиме младите. Не само за кучини, и за младите, да направиме некои објекти што ќе функционира, што ќе работи, што ќе еве господин Јорго има доста инвестиции вели од странство, ќе дојсам да инвестира тука да ги задржиме младите. Тоа е најбитно. Да ги задржиме, да немаме поќе иселување. И така Битола е преполовена. Како планирате да го подобрите животниот стандард? Знам дека не се кандидирате за градоначалник, но ова прашање ви го поставувам како дел од политичката партија Демократи, како советник иден заедно со градоначалникот Јорго. Да. Што би сториле за, например, вака да се подобри животниот стандард? Дали имате некоја идеја, нешто? Пред се, овие цените што се на производите. Најпоќе пари ни бегат сите преку ние, велиме струја ова она. Ако се намалат тие цени на артиклите, да се стопира, да не од цените, а не ќе ти дајме 1000 пензија, 1000-2000, џаве ти му даваш кој 3 пати поќе му ги земаш. Тие ако се закочат, Можете тоа да го направите? зошто да не? Ќе му дајме тоа треба да го направиш до толку, а не ти да се пазари со владата, толку има за тебе, толку има за мене. Да се намалат цените, не треба да се ни изголеват цените, ни пензите, ова ништо. Само да се стопират производите. 90% сите парите ги трошиме на храна. Најпоќе пари ни бега тука. Сметките велиме, не се сметките големи. 5 до 6 хиљади се месечно, али другите 40-50 за исхрана. Кој ќе се намалат тие цени или да стагнират или да застанат и намалат. Кој што рекоме, Битола има доста што може да произведе, дали жито, дали ова, и уште имаме фарми. Ако велам јас дека многу малце, има уште фарми, има доста приватници. Со тоа производство, тие цени, ако му ги гарантираш на тој да му откупиш месото, да биде таа фиксна цена толку и готово. Може да се тргне напред. Вие како политичка партија Демократи имавте јавен оглас за кандидати за градоначалници и за советници. Колку мислите дека тоа е добро? Дали некои велат сепак треба партиски кадри? Што мислите ви околу се ова? Не треба да си школувам па да бидиш доктор. Па ние во партијата наша не гледаме на тоа. Зошто? Тој крадел. Се тој да го викнаме некој директор или доктор, тој пак исто да ќе прави. Тој нема да се смени. Ние прибираме луѓе што ни сметат. Не ги рангираме ние по сколијата и по квалификација. Јас, например, сум инженер, сум за тоа. Али не пак, значи, господин Огнановски видел во мене, во другите, гледаме на тоа. Не ги рангираме по сколија или по способност. Дајте да направиме нешто. И прерастаме во голема партија, ти поштаме со нула. Така. Еве 8-9 години колку е Јорго тука. Сегде имаме градоначалници. Така. На кој начин ќе ги вклучите граѓаните? Дали би вклучиле граѓаните во однос на идеи да ви даваат, во однос на советот, на општината, дали би прифаќале туѓи идеи? Да, нормално. Јас велам, од секој будала по еден паметен збор има. Колку да е човекот, не? Сепак сослушај го ти. Дај му. А ние за да дојме до тие прашања што им поставувате, дали ќе па нормално. Не можеш ти од граѓаните живееш, на граѓаните му се правиш газда дека јас сум, ова мое, јас што сакам правам. Нормално дека ќе му сите предлози да се најавува, зошто? И на улица да ме најди, да ми рече ова и ова, зошто? Секој совет е добре дојден. Од секој човек можеш да научиш по некој збор. Барем толку научив во текот на живота. Зошто да не пријаме совети од секој? Ќе си има одредено место кај ќе идат, ќе се изјаснуваат
ова треба вака, ова улица таму смета, ова треба се направи, тротоарите овде ни сметат, не можеме колите паркираме и најголем проблем дека рече паркиралиште обитола нема. Го злоупотребува во центарот на градот, Домот на културата, столпе, може 1 милиарда коштало тоа се направи, за џабе го турна за како интерес ова. И позади има училиште, тоа е едно од најдобрите училиште, Гоце Делчев. Преку летото сите го користиме како паркинг плац. Тоа е греота и срамата. Кај одат тие пари дневни што се земат? Тие работи морам да ги санираме. Тие еве ги парите тукас. Не се парите неге подалеку, само кај му бега тие не може да точат. Оти не сме ние соодветни да му бараме сега на градоначалникот, дај ни отчет за овие пари кај ти се. И никој не го направил. И што е најстрашно, никој не одговара. Ние тоа ќе го направиме. Колку советници ви се потребни во Совето за да бим ги поматиле, например, сметките на колку барате? Ако 31 треба 15-16 да имаш. Да бидиш над ним за да доминираш. Оти тие сепак кои ќе одат контра. Ова јас мислење, ова зборен што го кажам дека тоа е, за ниме не е нормално. Кој е будала што збора вак? Тој ќе го рече. Доколку би имале помоце советници, дали може да се седне со тие останатите советници од другите партии да се направи нешто? Види, на тоа размислуваме. Се знае дека ние не можеме одма да ги земе сите 37. И на тоа размислуваме. Ако не сега, на другата кампања, сега 5, 6, 10, 15, 20, ќе гледаме ние да ги стисниме. Ама и самите кои ќе видат дека ти работиш нормално, и не е битно, што е битно ти, кој си по нација, кој си по партија, кога гледаш дека работам, кога гледаш дека одиме напред. Зошто? Ова го правам не само за мене, не за лични, како што го прават овие, само за лични интереси, тоа е нивно и тие што сакаат прават 20 луѓе, тројца во општината. Не. Зато не функционира Совето кај нас. Зато и одов во Совето јас. Оти не функционира. А кога ќе види дека тој дека ти во Совето функционираш, 14 да речеме, и гледаш дека му даваш идеи, ова го правиш, она го даваш проекти. Ќе рече овој не е будала, овој мисли и за мене. Кој ќе дојде тој ден да нема партии, кој ќе дојде да речеме ние се бараме тој филанчо ќе споставиме, ќе го земе. Да се прекине со овие партиите, што е тоа чиста превара во партиска работа. Вака ќе ја направиме, така ќе ја направиме. Ние ќе го направиме, па видете дали е добро, добро е и за тебе. Направи го и ти. Направи го и ти. Ти ако си толку глуп држиш, чекај бе, овој ми дава чаша. Чашата ја турам, а нема што да пијам. А бе, вода ми треба. Зошто? Значи овој човекот добро работи, добро функционира. Дај да го направиме тоа. И сами ако си свесен, ќе прифатиш речи шоко се тие поќе мнозинство. Кој ќе му даеш идеи, кој ќе му речиш ова не чини, ова не чини, ова не треба, ова да направи го. Би требало да го прифати ако е нормален човек. Го спомнавте и спортот, меѓу другото. Спортот би рекол и би додал дека е најголемиот амбасадор на една држава, на еден град. Да. РК Пелистер и ФК Пелистер, дали мислите дека се вложува доволно од градот во овие два бренда на Битола? Еве, например, ракометниот клуб игра и во лигата на шампионите, но нема нешто, некоја позначена улога, зашто еве, например, Вардар, знаеме сите дека ја освои 2 пати лигата на шампионите, но треба многу вложување. Дали нешто вие би смениле околу ова? Би смениле, то Кире што го прави. Со наши играчи, не со странски игри. Вардар победе, ама ги зиде сите најскапите играчи. Као Парис Сен-Жермен, завчера го гледав со Пелистер, па катастрофа е. Значи победата на Пелистер, не на Парис Сен-Жермен, вреди 10-11 милиони со собствени играчи. Имаме доволно таленти, јас сум играл фудбал на времето, за Пелистер играв, како помладок, ама сколи едно друго мора да откажам. И мора да имаме ние доволно, мислам, не знам за фудбалот. Јас зборам чисто, Битола беше расалник за фудбалери, расалник во бивша Југославија, не во Македонија, во бивша Југославија. Толку имаме јака лига, та втора, што беше толку јака, толку има како Савевски, како други да ги. Да, имавте вие ведети. Да. Па и сега пак имаме ракометари доволно, али мислам за класа се доста подобри ракометарите во нас фудбал е катастрофа. А видете, како што рековме, вложени се толку милиони трибина, абе тебе не те интересира трибината, фудбалот те интересира. Ти вложи пари во играчите, во клубоите, и таму истото е.
Како што слушам, како што гледат, имам комшије, игра и вели, абе, ти на филанчек или ќе даеш толку пари ако сакаш да играш за презентација фудбал. Тоа е срамота, бе. Му барале мито? Па да, му барат или овој на филанчек, тој ќе игра фудбал, овој нема да игра фудбал, за спорт. Кошарката е веќе вон сериска работа за битола, али спорт имаме невиден. Барем тие двете гранки не се најдобри, фудбал и ова. Фудбал е катастрофа пад на битола. Би направили нешто повеќе за фудбал? Нормално. Би се отвориле прво школи. Школи. Боксери, ние, еве, спортот. Сега ќе правеле наво, но правеле ова, правеле. Имаме две ромчина, четворица брајце тие, тој е балкански првак. А живее во сиромашки. Добро бе, дај му инспирација, дај му пари, дај му ова. А тренира децата, он мало, четворица брајце до големо. Рустемови тие се, еден подобрите боксери. Али фудбал е битола проеден, али штет. Еве сега имаше, таа што беше со Италија, чудо нешто. Али нема кој да игра. Нема. Мислам и дека не се ни доволно платен, али пред се не е до платата, мислам дека треба да се почне од нула, да се прават мали групи од почеток уште. Од почеток дури се мали да се створи добра екипа. Барем со тренинг може да се достигне. Дали ви фали инфраструктура во овие клубови или можеби не ви фали тоа, ви фали човечки фактор? Нормално дека фали. Не е доволно, што е стадионот е за постарите, имаме уште едно, го викаме ќумурно, добро е, али треба. Фудбал не се игра и на зима, треба да има сали, треба да има шова. Тие ги прават салите само како дедерчина, ќе ги направат, а не ги користат. Тие се уба. Пак до власта. Значи, како што реков цело време, парите се тука, само шетат, вртат. Не се вложат на тоа место кај што треба да се вложат. Дали во здравството, дали во градинки, дали во спортот, пак истото се вртиме. Тука се парите, само нерационално искористени. Ако работиш домаќински, се може да се постигне. Имаше видео на Facebook од вашата партија каде што кружеше дека токму во Битола во една од градинките не бил безбедносен кровот, ќе паднал кровот. Дали можеби имате шанса нешто да направите тука? Тоа е мал проблем, како што ти реков и пред. Не е проблем 200, 300 илјади, колку кошта една градинка да се изгради за 40, 50, 60 деца, толку има. Еве јас живеам од моја Каршија. Само да се реновираат се прати. Имаме толку објекти од старата војска. Имаме домов за доенчина. Тие се направени објекти, ама не се реализирани. Правевме ова, го направи, а нема ова зошто? За градинки што викаш. А за тоа што видиш дека тоа е точно. Тие се жалат, ама нема на кој. Кој ги слуша? Дали наставниците, дали ова, дали воспитачите? Не ги слуша. Не допира гласот до нив. Чувствувате дека имате поддршка од жителите, од граѓаните на Битола? Се надева, затоа се надева. Затоа се кандидатира да имам и поддршка, да видат дека не само со збори, туку да го направиме со дело. Доста е само збора и не ќе како викаш ове заев. И ќе биди. Нема да биди, дај направи го. На крај испадна дека се џабе било. Мислам дека имаме поддршка, ќе не поддржат доста и веќе е време да станат битолчани, зборам за Битол, мада и на ниво на Македонија, да не се плашат од ништо. Од тие се наши пари, тие живеат од наши пари, наши финанси, се е наше. Тој не може да му дај пензија, одџеб да ги зај парите на тие 2000. Тој мора да ни ги зими нас, па да ти дај тебе. Па тоа е глупа математика. Ти давам 2, ти земам 3. Кај ти е математиката ти мене? И затоа ние не можем да ги стигнеме дали пензии, дали платите или ова, да стигнеме со ова. Како ти 3 пати поќе ми зимаш, што тоа што ми даваш? Кај има тоа логика? Дај да се стопира, да ги замрзниме цените. Затоа покушаваме ние на општинско ниво, да му докажеме на другите општини, да видат, еве Битола со Јорго и со партијата негде што постигна направи. Дај да го реализираме и ние другите. Оти ние сепак сме македонци, не е битно на нација. Ја живеам во мало, кај што сме повеќе до 50% албанци и македонци. Ние добро функционираме. Никој пат. Јас можам да речам лично повеќе од македонците зијане од самите албанци. Ние си функционираме 50-60 години. Тоа го правиме за сите. Кој ќе правиш улицата, кој ќе правиш градинката, стадионот, го правиш за сите. Не за моето дете, не за нивните. И тие се иселват, само не го кажуват лично и молчи. Зошто молчи народот? Ти имате поддршка од албанскиот народ во Битола? Па се дали, надевам, например, стратегија Па се надевам, јас кад горе кај што живеам, тивам досега 50 и кусор години сум таму, со никој нисум се скара и немам потреба да не сумњам во нив.
Би оделе од врата на врата, се надевам дека Не, вие тоа далеко не, тоа помината работа, тоа е глупа работа, бе, нати стило, нати ова, нати она. Јас сум тој. Те бендисам, не те бендисам. Пријатно со здравје. Да, но како би биле видливи, например, ако со реклами, со Со реклами да. И со митинзи што треба да ги направиме, то да. Иначе од врата на врата, то дайте толку пари, толку стила би. А израчунете колку... Пенкала? Да, нати пенкала, стила вика по питолски. Нати пенкала, нати ова, нати мајца, нати капа. Чекај бе малце. За да ги купиш тие пари, тоа е огромна сума. А чи пари ти даваш бе? Пак општински. Значи не е во ред. То не би го правеле ние. Дали сте задоволни, например, од медиумите? Дали ви дава доволно медиумски простор за да се истакнете, за да ја кажете вашата програма, вашите цели, или освен ние? Јас лично сум цел живот имам полици. Таква ми е професијата. И не се срамам од тоа што го работам, не сум се срамел. Нема зашто. Да, секоја професија. Толку имав контакт со медиумите, едно ќе кажев, друго ми кажеве. Македонска телевизија ме снима, ми вели како се живее. Јас имам катастрофа. Ни инфраструктура, ни ова, ни патишта, пато за Грција од Вај го направија 15 километри, колите ги скрши, ова направија. Таа ми вели, еве господино драги како го заработува планот. Шо медиуме тоа? Зошто страв? А? Или тие се корумпирани? Му дават одредена сума, еве ви пари, вие ќе зборате само за нас. Може и за кампањата ќе биде ова истото. Само тие поќе пари имат, да оние власта, ние ќе ви плаќаме, а вие помалите партии, како ние демократи, вие немате право на толку глас. Како бе така? Зошто? Мислам дека не е доволна таа работа со медиумите да го искажат тоа ние што сакаме да го кажеме. И нема да го кажат тоа што го кажуваш. Сосем трето го кажувам. Така. Има ли некоја клучна порака која сакате да упатите пред нашите гледачи, пред битолчани, зошто би гласале за вас, за демократика? Лично за мене ќе кажам. Ме гледате, ме знаете. Колку сум поштен, колку сум добар, колку сум работнив. Правите го и вие истото, за да бидете со нас. Јас не го правам ова за мене лично. Ние веќе викаме со поминат рок. Ние веќе остаревме. Дај да направиме за нашите деца, за нашите внуци, за вашите. Дојдете, уверете се, гледајте, онда што правиме, го правиме за сите за вас. Драги битолчани, од мене толку. Ништо мене не ми преостанува, освен да ви посакам среќа и се надевам дека ќе прифатите повторно да не бидете гостин во студио. Секој пат. Кога ќе посакате, тука сум. Фала ви многу и вас. Драги гледачи, тоа беше деношниот демократски импулс. Го гледавте, тоа беше носителот на листа на општина Бито, Драги Талевски од политичката партија Демократи. Се гледаме.